name is Gloria Ostis. Tonight I'll be interviewing Lozana Stavro, and we will find out more about her life and her immigration to Canada. Welcome, Lozana. I'd like to know a little bit about the old country, and I'd like you to tell me your place of birth and your nationality. Si rodena u Želevo i si rodena 7. godina 1907. I si dojdena do Kanada 1924, 24. godina. Tatko mi me donese tuka. What was the size of the town or the village that you came from? How many people approximately were there? Имаше 500 куќи тога. Беше многу убаво. Беше доста големо и весело. Can you tell me some of the natural features of the place of origin? Was it mountainous? Was it flat? Ја was lots of mountain. Имаше доста планини. И од таму посекаве. Беше beautiful place. How many people in your family? На мојата фамилија беме 5 деца, мајка и татко. Татко беше тука, не помнеме и строго поднако деде, може би 5-6 годишна. И не остаи доста малки. И тој се ветува 10 години. Ја станав на 15, по наше тамо, па потуваш до 16. А не по тамо до 16, потуваш до 15. Доста една млада бе. Като дојде туа, ме виде, значи порастена, и кажа, јас шо останам тука, кажа, твојата мајка да ве расти сами и да работате тамо, кажа, и се реши да си ојде. Не можеше да си ојде во Желево, си ојде во Болгарија. Зашто мојот татко доста беше разбуден човек, нешто ќе да правеше на млади години против грците. Се не знам како се слушаме, но и така ојде и занесе во Болгарија, мојот татко. Што не можеше да си ојде во селото. Кога ме донесе мене, мала бе, но само едно дете знаеше, не знаеше друже, зашто ја само работа, сјадла дома, не се мешаа со никој. И биле, треба да те земам назад. Јас ona назад не си ода, ка виду тука е доста поубаво, не работаш, леп на вратата, млеко, све, не мога да јас остана тука. Ами јас не то ставам бели само, без мајка, без татко тука. Треба да си ош со мене. Ако не, треба да те мажавели. И имаше само едно дете, знаеше, за 13 години по-голем од мене, ме даде колку да не се грижи за мене, разбра? И така ме омажи. Не разбере ништо од мажи, јас таква работа, като чубенце ме ино. Ема те ни прекараме доста време. Сином 3 синови, симено едно ми загина. 20 година, значи умре. Сега 58 годишно беше. Го вика Ило. И другото дете ми е Спасе и Никола. Тоа Никола си има фамилија и живее во Бери. Си има внучина, имам 4 внучина и 5 внучина. 5 или 4 внучина, така нешто. Кај живеше тамо? У шо куќи живеше со фамилијата? Во старите? Кога куќи има цели тамо, тоа е на пар. Куќи, ако се каже, тоа е некоја племна, anyway. Па имам еден рум и волојце долу, и магарната долу, и горе ние живееме. И едно одајче да се држиш храна. Your father worked, you were farming? Ја, секој си има појно нивче, градинче, но и ние имаме доста, имаме 2-3 ливаѓе, неколку нивје, градина, племна. Бе ме орајка, ама само сами треба да работаш со раце, да копаш. Има такви работи, да продусаш. Много мачно. Мачно. И за тоа јас побегна, се реши. И се рекла, ако работа, ако мојата мајка многу не помна да седне да јадење слободно и да спие.
Ношија се праше дрехи, преди, влачи и си рекол, ако јас живеа ко мајка, не угаува живот, че да гледа. И малко и до нас колена грцко е тога, 2-3 думи што знаем, описано тако и така дойду тука. Не се виде многу мачно. Но убаво беше за да не знаеш по-добре. Като дојду тука не можеш тамо да се работеш. What were the social and religious activities like in the village? Social activity village немаше ништо, мајка не оде активити, само ние чупиката троворос играме во сред село, некоја свадба ако има. Тоа немаше никаква активити така фамилијарно. Одете на црква? Одеа на црква. Потоа ништо жена около од црквата. Секој неделја одите? No. Нема време за тоа. Некој кој нема нивие да работи, може одеа некој бабички. Па ние не одеме така. Но сакаме да дојме за да се видиме со хората таму. Само тогава можеш да се видиш со селаните. Were there other ethnic groups in the village? Имаше грци, турци? Јас колку помна, имаше грци, гркомани, и тие грци што беа облечени, што знаено дека беа власи беали, грци беа чистили, или гркомани беа, што знаеме. Но имаше доста. И доста немачија во това. Имаше доста луѓе од твоето село што беа дојдени тука пред да се... Имаше, Зашто не може ја да живе таму, треба мажот да оди некаде да работа. Прво тоа беше маж што избегае седне... Седне жените, фамилиите. Зеваше многу време да ја донесат мелечките? Тие, знаеш, некој седеа повеќе, некој помалку. Мојот татко седе 10 години тука, ама през цело време, преди да дојде тука, одеше во Австрија, во Виена тамо, камо породин на тие места, билдер беше. Не седеа дома многу, само жените и децата и работаа. Јас не помна мојот татко дома. Само го помна кога тргна, мајка праше питули, ни омери са јадењето, само тоа помна кога влезе во Канада. Но помна така фамилиарно да излезе фамилијата. Но си имаше други што си беа фамилиарни. Повеќе тие кои беа по мажи активни, му беше страда се да весело. Му беше стран да и бие, ко дечина и бие. When you came to Canada, what did they call you? What was your nationality in your papers that you made? What were you called? На грцки ми беше пашапорто, па същото име ми беше Лозана Темелкова. Темелкова ми беше парамор, па на татко му беше Богоја. You kept your name when you came? Yeah, I kept my name. But you came with a Greek passport, but did they call you landed Greek immigrants? No, the same name имам, същото име. И на грцки, и на английски го имам същото име. Когато што се крсти, ми е на Лозана, не ми е мене. So it was only your father that helped you come across? Yes. How long did you intend to stay here when you first came? Oh, I was trying to stay all my life. I can only go back. Oh, I see. Yeah. Did you have a job waiting for you when you came? Oh, no. No? Тога не работа жените. Сега почна војовата да работа. Did you have any relatives here before you came? Yeah, I have. Who was here? Auntie I was having. Yeah, 2 aunties I was having and visited. Може има повече, but I was visited all the 2 families. Like, I didn't have very many relatives. How did you come across? How did you travel to Canada? What a boat.
to Halifax somewhere from that side. From Halifax and then to Toronto? Yeah, from there. Did you travel alone or did you know other Macedonians Oh on the ship? Имея се една жена од Жалео, мажот се носеше young lady и една чупа друга бистајка. Па јас бе најмалата. Тие беа поголеми. Едната беше мажена и едната беше чупа бебе. How much money did you have and what type of papers did you carry with you on the trip? Just my passport and a little suitcase. One outfit I have in my suitcase. И една рамена што беше. И $50 ми даде мајка change money. И којдаме во Париз, си биду тамо први пат гледаме стачу облечени, си купено фустаче и едни високи челина и си облеку и си дојду. Заштото мојка мајка ми направи плячки ко за стара чупа. Не лајке, като студалски, едно зелено и едно така блу, некако дарк зелено. Па си купи едно фустанче и едно коланче тука и си дојду. Беше американка, Do you remember the name of the ship? No, I don't remember. No. Do you know the name of the port that you left from? No? Where did you leave? Did you leave from Greece? Where? Where? From Greece? From Solon? I think поминаме во Афина пришла и седне во Франција. Така поминаме. Марсел вика таму. Did most people that left from Želevo, did most of them leave on the boat? Oh yeah, that time. No aeroplane that time. Most of them boat. How was the condition of the ship? Was okay the condition. И мојот татко плати да биде на средна класа, ама като неме никој да говора, ојду на најсредната класа, таму се. Виж колку смак бе, да место долу погоре, ојду подолу. За кампање си, не беше страда седа горе. 15 години чубе. Колку време ти взе да дојдеш тука? Да ти кажа, ни изеде 2 недели, ни изеде повеќе од 2 недели, ама седаме во Париз, во Марсел, че уж нема бот, и така ни држа во Париз. Цела неделя и 2 недели, something like that. И дојде на 15 август. Тука. Знаеш на кој ден избега? Петров ден беше. Летен Петров ден, што каже. Ти беше колај се разбори на... Тровче, доста се разбориме, не учени. Не јадеме, не баме травани праено, не знаеме тровот стра, не е храната, не ја јадеме лебо мас, со мас не беме учени. Сега па без мас не можеме да не јајме. Did you know the distinction between the United States and Canada before you came over? Да, ништо не знаем. Не излезени луѓе, ја те знае. Като не излезени нешатани, од никаде. Ако си земиш фамилијата да си узбаре, като туа што си оде горе долу, ќе имаш некакво понятие. Па таму од селото надвор не беме излезени. Други може беа, па јас кога идов во Лерин, ми се виде толку голем град, си реку каси надвор векашчите луѓето. Па Лерин е като село, според, не излезен народ. Планински народ. Седите ли? When you first came to Canada, where did you live? Where was your I first... live, that's all I'm помня, сега не можеш и на английски да наде. На 25 Британија, аз Синклер. Това го помня и уште да Бридж стейде. Беше куќето? Куќа беше, ја прва беше.
На машме му беше мажото брат, защото таму седеше со неа. И важот му и деверо, шо вела, за тоа како го знаеше. Така се береа да може да оживе луѓето, со рунерс. Таа, значи, имаше тога мојот татко и еден друг, значи 3 рунерс имаше. Borders. Borders. Yeah. Разбра, ја. Колко бе, ти платваше? Но татко ми платваше, ето тамо. Колко платваше единствен пат. Тој ме поддржа, докато ме мажи. Сега ме мажи, сега не мажо си платваше. Колко платваше? Не много има. Was there enough room for everybody in that house, or was it overcrowded? Well, it was not bad, Copper, really. Long country was really good. Risa was nice home. Во еден рум имаме и во еден кичи, цели во еден кичи. What was the neighborhood like? Ethnic? Were there a Was lot of okay. churches? It was okay. What was There was the no churches there. what were most of the people? What nationality were they in the area? Well, I tell you the truth, не се измеша да и науча, повече Канадијан, мешан народ беше. Повече тамо имаше македонци, около имаше доста македонци. Did you ever work? Did you begin to work? Почнав да работам јас след 2-3 години. Име едно дете. Се ме трудна да го едно. И тога почнав да работам, ама не знаючи англиски. Се ме посака да го имам другото. Наш ресторан имаме. Че уж може ојде на работа на ресторан. Твоето беше? Тој не беше кој ојде, че за други работаше. Седе си вели, тој многу разбера, сега ги фати нейни бизнес. И тоа беше многу добро нешто, ама јас кам да не може да му поможа многу, го продаде. Зашто стана тешка, треба да го има второто дете. Тоа беше многу убаво, еден италијанец го имаше, сакаше да си ој во Итали, и му вели, купи го, кажа, само ќе ти дадат 7.000, да видвам жената, кажа, многу се старае да работа и си нилва детата, едно дете има и друго ме гледа тешка. И ќе ти се најди многу, вели, и ќе ме споменваш за века, кажа. Зашто јас сакам да си ода стар човек беше. Ама моја маж, не знам шо ја идеја имаше, не го купи. И го продаде, даже, и дојде ме туа на Истен, на Шумек. И седна на Шумек, тоа ми се родише во име. Седнала тамо, ка пати кризата, 30 година едно друго, кој знае колку места се изнесе. When you came to Canada, were there stereotypes of Macedonian people? Was there an image of Macedonians as restaurant workers by Canadians? Like most of them knew us. Did most of them know us as restaurant workers? Не беше толку тога, но после почна, па се мачеа одеа дишваше, кој моја маш оде дишваше прво да научи ресторан бизнес, и по фабриката на Канава Теке работаа повеќето, мојот татко работаше тамо. По тоа нема многу бизнес, сетне почна така, може 37 години, че уж се наукува прво ништо ли ми ја троа търсе да си пак това нейни бизнес. Като нијевци, име троа идеја со порано, седне фатиме друг ресторан да си ожива децата. И тој беше на Лештен. И уште го имаме местото там. Па не е ресторант сега имаме. How close were the stores to where you lived? Were they in a general area? Was it like a neighborhood type of environment? Где живееше? Где живееш сега? Последния път. Първото път. The The first times, like Кога дойдох? just after migration.
Jaz žive na West End, kažem na Dundas West, prvo koja dojdu. Samo grčki restoran imаше това, нямаше наши. Може имаше някой, но кой ти оде на ресторант да яде, ето нямаше пари толкова. Who were the successful businessmen and leaders in the community when you came? Well, има неколко бяха бизнесменси, па не му спомина. Едно беше Кръсто Чеквалко, той му беше първрачът на майка, го помня. И Мито Аджиов. Тия шо правея? Ресторанти има. И Петра Тръпчев, вика. Може имаше и други, но тия повече не знам. Моя мъж не се мешаше много, не ме носеше по всекъде да знам много работа. А тогава жени не оде, ако се everywhere. How close was the church to you? Did you? I never visited the churches. Here? No. Macedonia? Just на Великден, който е върте Аристос, ако се събирала на няколко жени. Just from outside. Или funeral, или weddings. That's it. Моя мъж беше Jehovah's Witnesses. Oh. Bible student, индикатор. Така се меша тропаче, anyway. Оде и со него, ба и се меша тропче со приятелките. Oh, I see. What about prominent doctors and lawyers that were Macedonian? Do you remember any names? Well, доктор Малин беше най-стар, го помня. И седим, аз англичанин на Уест Енд. Не знам как се викаше той един доктор. Не беше Македониан, англичанин беше. Тия около само Малин това време доктор, други не помня. А моя беше англичанин, който има деца. Were there entertainment and leisure clubs and that were Macedonian at the time that you came? Anything that you can remember? Нямаше нищо тогава. No. Седнека се отвори железката зала, че имаше kind of tea parties, dancing, weddings, engagement parties. И това беше близо, но може имаше това даунтаун, тук при църквата, пък кой водеше? Едно далеко, друго деца имаш, друго пари трябва. Но entertainment на my life anyway do not happen. Седнека им порастия децата, тръпче, да ми отиве по някое шоу, по някъде. Okay. You already told me about your marriage. In your marriage, where was your husband from? From Želevo. He was from Želevo too, and then you met him when you were here. Who handled the money in your marriage? You or your husband? He gave it to me, but I was too young to handle. I thought I could handle, was nothing to handle, so I give up. Not too much to handle. I thought I could make him reach the land, but was nothing coming. Who was responsible for the child rearing? You or your husband, or was it shared? Was it a shared responsibility? Кой понесе детството? Мъжът ти? О, и аз си понес повече. Аз си понес. What were your expectations for your children in their careers? What did you expect them to be able to accomplish here? What I expected само поле да ја ожива тога. Се над студента си околечете, because у нас шо очеквание, немаме education, немаме неграде пари, што можеме да дајме. Само аз да responsible да си паза, да не му стане нещо и да си нарана. Седнат студенти се оде на школе, знаја повече од мене. Тие мене треба да ме контролират, не аз не му. But they were really nice boys. Јас со нему си живее very good, си ме happy life. Като той to me, we both, цели си растеме заедно. 22 години името и трите шо си име. I was just like him together. Yeah, you were But very we young are too. pleased. Yeah. Was there a sense of cultural difference between you and your children?
Well, when you were bringing them up in Canada? Or were they Macedonian? I mean, did they speak it? O, ja, си говоря добре македонски до 10 години, зашто јас не знае англиски ич. И седне кој иду да работам, јас сум плиз, говорете ми англиски, заштото не може да ја разбера кастамерите. И така се научи јас англиски однемал. И тро англичаните беа гуд тога, неко сеја, ти поможува. Ја ме позабора, јас седнеш уште не го јузе, јас и дења и ноќе бе на ресторанто. Не бе very much со нему, само за спање. Отворве ресторанчето, тоа што беше на 4:30 сато, до 2 на afternoon, оде почина и оде back. И не бе very much со нему. И си ране долу си гледа дето. И само за спање си оде горе. No going out, no nothing. Just up and down, that's it. Did you cook primarily Macedonian food at home? Кога бе на ресторанто си готвеме англиско му даве, англиско јавиње. Па кога беме дома ја, загрео и люто му дај, не јаве и не знаеш што става. Загрео. Манџе, ма не готвеме за англичаните, нешто манџа спешија. Па заедно си ја некој тоа, зелник, нешто попалено, нешто баклави, кај. Зелник за нову година правеше? О, ја, праве, ја. Were you expected to send money home? No. Јас немаш за мене, така ја се други. Тие плаче има од мене. Седне во писмото му пуште по некој $1, по некоја двојка, по некој... Еднаш му пуште 10 и не изедо, му изедоа, Yeah. How was your relationship, how was the Macedonian immigrant relationship with other immigrant groups at the time? They were very good. Oh, they help each other. You don't need a paper to write. If you want your money, no paper writing, no nothing. Si se trust each other. Така му питваш, тоа сакаш да знаеш. Oh, yeah, they were very, very good. Не като сега, да не можеш да верваш nobody. So the relationship between earlier and later immigrants, even Macedonians helped their own. Yeah. They brought. Yeah. Were there newspapers at the time and material available on the Macedonian culture and the issue at the time? Yeah. What about political organizations at the time? What were prominent organizations at the time? Имаше еден вестник на български изведваше, Ванжовтин го заваше, но тя се знае повече там български. И дето како вика, Народен глас мисля, така мисля да вика. And that was talking about what was going on in Macedonia at the time? Yeah. И тој мисля излегваше во Стејце и тука, па еко каза. So you didn't read it, but your husband was aware of what was Yeah, going I on. was reading. I learned to read too, but I forget now. I learned to read it that time. No time for me to look kids, So did your awareness of Canadian politics develop at all? No, my husband never interested about politics or the life. Not politics. Was there a great dependence on the church of the community, of the Macedonian community? I think it was, yeah. Yeah. But не разберве ништо со тие работи. Нито мажот ми се интересуваше. Пулја да оживе луѓето тога, не му требаше ко сеја швај. Секој си пулеше фамилијата. Okay, but the church at the time was important in maintaining the ethnic identity at the time. To some people.